Добро вечер, ви благодарам што ја следите програмата на Телевизија Плюс. Следува најновото издание на Дневникот. Еве што ќе гледате. Утре започнува 25-тото издание на Денови на комедија. Левица со иницијатива за јавно предпријатие за електрична енергија. Промоција на проект од Еразмус Плюс во Наце Буѓони. Во Центарот за култура утре вечер ќе започне 25-тото јубилејно издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија. Љубителите на комедијата ќе можат да проследат 12 представи и една стендап представа на млади актери од земјава, но и соседството. За прв пат фестивалот ќе има и надпреварувачки карактер. Признанието Васил Илјовски ќе му припадне на актерот Благоја Чоревски. Центарот за култура Трајко Прокопиев годинава го организира 25-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија Куманово. На фестивалот, кој ќе започне утре вечер, ќе се изведат 12 представи на театри од земјава Србија, Хрватска и Бугарија, како и една стендап комедија на млади актери. Први ќе настапат гостите од Винковци со представата Приватни животи, а традиционално фестивалот на 14 октомври ќе го затвори Кумановскиот театар. 25 години не е мала работа за еден фестивал во Куманово и навистина сме среќни и горди што еве 25 години се навршуваат на овој фестивал и успеавме и во можеби најтешките времења предминатите 2 години да го држиме во фестивал, да го држиме континуитетот и да продолжиме со организација на овој фестивал. Исто така тука би сакал да кажам дека оваа година ќе имаме една тркалезна маса. Тоа ќе се случува на 1 октомври во 13 часот, тука во фоаје на Центар за култура, каде ќе се разговара за театарот, за комедијата. Денес гости ќе бидат Мишел Павловски, Даниела Рангелова и лауреатот Благоја Чоревски, Викторија Рангелова, се извинувам, и лауреатот Благоја Чоревски и можеби минатогодишната лауреатка господја Стојна Костовска. Организаторите информираа дека за само 4 часа биле продадени над 4000 билети, односно 50% од вкупниот број. Мене ми е навистина чест сега што седам овде, бидејќи јас на некој начин од прв ден сум вклучен во самата организација на овој фестивал. И тогаш кога го правевме тие почетоци, тие први чекори кои ги правевме, навистина не мислевме дека овој фестивал ќе стане на некој начин бренд на овие простори и дека ќе стане толку респектабилен и популарен, да кажем. Почнавме многу скромно, повеќе на мускули би кажал, но еве сега веќе со тек на години овој фестивал навистина веќе е самоодржив, веќе е многу популарен. Тоа може да се види по долгите редици тука пред билетарите и навистина стана една респектабилна културна случка во Куманово. Драго ми е што постојано доаѓаат некакви гости од бивши југословенските простори, од Бугарија, значи овие јазици кои ги разбираме. И се надам дека во иднина, ако смогнеме сила, дека би било добро да поканиме и некои гости од некои други јазични подречја, каде што не ги разбираме, бидејќи тоа е веќе пракса и кај овие поголеми светски фестивали, да има преводи, титли и мислам дека и овде публиката ќе може тоа да го види и да го гледа. Признанието Васил Илјовски, кој фестивалот го доделува за особен придонес во развојот на театарската уметност, годинава ќе го добие актерот Благоја Чоревски. Од оваа година фестивалот ќе биде со надпреварувачки карактер. Се доделуваат награди за најдобар актер, актерка, представа, режија, сценографија и костимографија. И исто така оваа година имаме стендап комеди најт, на кој што настапуваат млади актери и актерка. Настапуваат Мирослав Петковиќ, Марко Трајковиќ, Чедомир Митевски, Ангела Стојановска и Тино Јатанос. И мислам дека го заслужуваат целото наше внимание и време, затоа што ова е нешто кое што прв пат се случува во Куманово и тие заедно се организира да не освежат малку годинава, така да повелете во четврток од 22 часот ќе настапуваат тие после вечерната представа.
Денови на комедија се одржуваат со финансиска помош од Министерството за култура и општина Куманово. Советникот на Левица поднесе иницијатива за донесување одлука за изработка на студија за основање на јавно предпријатие за производство и продажба на електрична енергија. Со формирање на јавно предпријатие се отвара можност општината да остварува приход од овие дејности, со што за краток период ќе го амортизира финансискиот удар од високата цена на струјата, а на долг план со добро менаџирање да остварува и финансиска добивка која би ја инвестирала во подобрување на условите за живот во Куманово, се вели во објавата на оваа политичка партија. Првична цел на ова јавно предпријатие е да изгради фотоволтаични централи на сите поволни локации кои ги стопанисува општина Куманово, кровови на училишта, градинки, општински згради и со нив да стопанисува, додека во втора фаза да инвестира во производствени капацитети за електрична енергија. Во последната фаза на развој, ова јавно предпријатие самостојно би вршело снабдување со електрична енергија на општината и нејзините институции, како и другите потрошувачи. Државното земјиште, наместо да биде продадено на приватни лица кои имаат своји бизнис интереси во нашата општина, може да се искористи за поставување на фотоволтаични панели на погодните државни земјишта, завршуваат од Левица. Во Средното техничко училиште Наце Буѓони денеска беа презентирани активностите на 12 ученици од Наце Буѓони кои што во рамките на проектот од Еразмус Плюс програмата беа во посета на Република Бугарија. Учесниците во проектот кој се реализираше во соработка со Центарот за европски иницијативи од Република Бугарија се стекнаа со европски професионални сертификати. Во рамките на проектот Стручно образован кадар темел на современата индустрија, ученици од Средното техничко училиште Наце Буѓони имаа можност 2 седмици да престојуваат во Несебар, Поморие и Бургас и да посетат повеќе реномирани компании каде што се стекнаа со знаења за нови и современи методи на работа. Проектот од програмата на Еразмус Плюс се реализираше во соработка со Центарот за европски иницијативи од Република Бугарија преку грант од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Учениците учесници во проектот добија професионални сертификати, а нивните активности денеска беа презентирани во училиштето пред надлежните наставниците и родителите. Дојде до една идеја, значи да побараме како надвор од рамките на нашата држава да имаат можност учениците да сретнат некои иновативни работи кои што можеби тука не би можеле да ги видат. Таква една можност ни овозможи проектот значи на Еразмус Плюс, кои што значи дават огромна поддршка на младите луѓе за да се стекнат со некои нови искуства, со некои нови образовни вештини. Конкретно значи аплициравме за област електротехника, енергетика, каде што нашите ученици имаат можност да се запознаат со реномирани фирми во Бугарија и можам да кажам дека на вистина беа обезбедени современи фирми каде што учениците има можност да научат многу работа, многу современи работи и да стекнат големо искуство посебно во практичниот дел од работата. Бевме во многу реномирани предпријатија, како што се Solar Sodicom за производство на електроерозивни, значи тоа се електроерозивни машини кои произведуваат прецизни делови. Бевме во ЕВН, кое е исто во Бугарија застапено во югоисточниот дел. Потоа посетивме различни сервиси за бела техника, аудио опрема, апарати од домаќинство, потоа за монтажа на лифтови, присуствува на една целосна монтажа на лифт во стамбена зграда, така да имаа можност да воспостават и контакти со ученици од тамошните училишта, да разменат искуства, се дружеа преку разни игри, тестови, правеа заеднички вежби. 12 ученици кои што добија европски сертификати се надеваат дека признанието ќе им помогне во понатамошниот образовен, но и работен процес. Ние имавме прилика да одиме на проектот Еразмус Плюс,
Навистина е многу интересно искуство со кое што се стекнавме, одреден дел на ученици. Мислам дека ваквите проекти треба да не ги испуштаме од рака и дека кога и да се појави ваква шанса дека треба да се оди на вакви проекти, затоа што мислам дека е многу битно, ваквите проекти многу се битни за нашето развивање не само стручно, дури и лично, како личности. Во проектот што бевме во Бугарија сум презадоволен и дека моите очекувања што беа таму да научам повеќе за електроструката ми се исполнија и дека во сето тоа имавме слободно време за нас. Посетивме 3 градови во Бугарија, Бургас, Несебар и Поморие. Имавме работни посети во неколку фирми кои што вклучува многу добри фирми за напредок во иднина кои што во Македонија не можеме да ги видиме. Се вративме со искуства, видовме таму различити фирми, различити училишта, стекнавме поголемо знаење во нашата струка. Па за мене ова е едно ново искуство, ново добро искуство. Научивме многу добри работи, многу што ќе ни се корисни. За мене ова супер проект, одличен и би сакал да се продолжи во нашето училиште. Со 14-дневната посета на Бугарија и доделување на сертификатите, проектот официјално завршува. Но во следниот период проектните активности ќе бидат промовирани во повеќе класови во средното училиште Наце Буѓони. Во последните 24 часа се регистрирани 81 заболен од корона, а починати нема, соопшти Министерството за здравство. Од евидентираните, тројца се од Куманово. Од вкупниот број позитивни регистрирани се 25 реинфекции. Бројот на активни случаи изнесува 378. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Куманово бара од централното подрачје да се отстрани билбордот со ликот на поранешниот премиер Зоран Заев поради, како што велат, извршеното предавство и лошата политика. Денес сме пред билбордот, чиј лика е нас младите кумановци предизвикува се она што како чувство еден млад човек не сака да го доживее. Секој поглед кон оваа личност во центарот на градот буди огорченост, одбивност, апатија, а предизвикува чувство на немир и безнадежност. Младите не сакаат да го гледат најголемото зло во македонската историја, најголемиот предавник во историјата на Македонија и македонскиот народ, а особено на младите од нашата држава и посебно Куманово. Поради предавничките политики на Зоран Заев, младината масовно си заминува затоа што образованието е руинирано, здравството е уништено, невработеноста висока како никогаш досега, корупцијата пуштена на најако. И додека секојдневно младите без надеж, без верба за подобро утре, заминуваат масовно, Зоран Заев по 24 часа на ден им се смеја на кумановчани. Се повеќе наши сограѓани немаат средства да врзат крај со крај, а само возниот парк на овој човек се мери во милиони. Ние, како УМС на Општински комитет ВМРО ДПМН Куманово, ги повикуваме надлежните институции да го отстранат овој срамен билборд, а до младите кумановци упатуваме апел да не се откажуваат и не се приклучат во борбата што предстои, па заеднички да ги тргнеме прангите на оваа ненародна и предавничка власт. Да престанат да не гледат од високо и да ни се смеат во лице, како ликот од билбордот зад нас. Во рамки на превентивните активности безбедни училишта во соработка со Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Куманово во посета на СВР Куманово беа ученици од прво оделение од основното училиште на Инфрашери. Учениците имаа можност да се запознаат со основните средства за работа на полицијата, со секојдневните активности на полициските службеници, начинот на регулирање на сообраќајот и движење по улица, како и работа на терен. При тоа децата беа запознаени со основните правила за прописно движење по тротоар, преминување на улица на пешачки премин и преминување на семафор во придружба на униформирани полициски службеници. Со ваквите активности целта е и кај најмладите од најрана возраст да се гради сообраќајна култура и свест, информира Министерството за внатрешни работи.
Сирискиот уставен комитет денеска беше во посета на општина Куманово. Целта на студиската посета е да се научи повеќе за функционирањето на локалната самоуправа и децентрализацијата во земјава, правата на малцинствата во нашата држава, но и на локално ниво, за извлекување поуки и искуства за создавање на демократска Сирија и изработка на новиот устав на Сирија. Европскиот центар за курдски студии од Берлин во соработка со Институтот за федерализам при Универзитетот Фрибург од Швајцарија организираа студиска посета на Македонија за членовите на Сирискиот уставен комитет. Целта е да се научи повеќе за функционирањето на локалната самоуправа и децентрализацијата во земјава, правата на малцинствата во нашата држава, но и на локално ниво, како и инклузивното градење држава за извлекување поуки и искуство за создавање на демократска Сирија и изработка на новиот устав на Сирија. Decentralization and minority rights, and we hope to learn. Учесниците во овие состаноци се заинтересирани за децентрализацијата и тие сакаат да учат за децентрализацијата во смисла на правата на малцинствата, бидејќи знаеме дека Северна Македонија е децентрализирана и во однос на правата на малцинствата, и тоа е целта на посета. Работиме на воспоставување и формирање на новиот устав на Сирија и учесниците во овие состаноци се заинтересирани за децентрализацијата, но тоа што можеме да видиме дека различни етнички групи и религиозни групи живеат во мир и тоа значи дека нешто мора да функционира добро. Овој сектор во кратки црти би навела дека остварува добра соработка не само со збратимени градови, туку и со меѓународни организации, акредитирани дипломатски представништва во Република Северна Македонија, меѓутоа и со сите добронамерни чинители кои што се заинтересирани за соработка во делот на работа со проекти, во делот на воспоставување на добри практики помеѓу самите чинители, така да навистина денешниот настан за нас е од големо значење и сме избрани за една од 5 општини каде што Сирискиот уставен комитет ќе воспостави соработка. Студиското патување е во рамките на проектот Еден устав за сите сирици, поддршка за споделување моќ и зајакнување на правата на малцинствата, финансирано од Германската федерална надворешна политика и Европската унија. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово ја лишиле од слобода МЗ, 23 години од Куманово, која се сомничи дека извршила повеќе кривични дела. Кражба и тешка кражба на подрачјето на Куманово. По целосно документирање на случајот против МЗ ќе биде поднесена соодветна пријава, информира полицијата. И во продолжение вестите од Македонија. АД Водостопанство во државна сопственост 4 месеци нема исплатено плата, поради што Сојузот на синдикати на Македонија денеска ќе има средба со директорот, а можно е и да побара отворање на стечај за предпријатието. Председателот на ССМ Дарко Димовски соопшти дека синдикатот размислува за стечајна постапка за водостопанство, затоа што 4 месец не се исплатени плати. Сојузот на синдикати на Македонија заедно со Агросиндикатот, каде што делуваме во АД Водостопанство, кој е во државна сопственост, ќе бараме да се поведе предстечајна постапка зашто вработените веќе 4 месец не зеле плати. Денеска ќе имаме средба со директорот на Водостопанство и јасно ќе му ги изнесеме овие факти и по кој основ ќе ја поднесеме предстечајната постапка, доколку не се исплатат 3 заостанати плати и 4-та која е тековна и се работи во септември, информира Димовски. Инвестирани се 23 милиони евра за изградба и реконструкција на 93 локални улици во 44 општини и град Скопје во рамки на проектот за поврзување со локални патишта во општините, што се реализира преку Министерството за транспорт и врски со поддршка на Светската банка. Ова го потенцираше министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на денешната конференција на која се презентираа досегашните резултати од реализација на овој проект, на кој присуствуваа председател
претседателот на владата Димитар Ковачевски и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Проектот е со вкупна вредност од 70 милиони евра. Средствата се распределени на 80 општини и градот Скопје за реализација на проекти во локалната патна мрежа, преку кои се очекува да се рехабилитираат вкупно 450 километри локални улици. Кабинетот на председателот го продолжи рокот за доставување пријави за признанието успешни млади за 2021 година до 14 октомври 2022 година. Признанието се доделува во насока на вреднување на трудот и знаењето на младите, како една од политиките за намалување на одливот на млади луѓе од нашата земја, како и за создавање на перспективи за младите и успешни кадри. Признанието е потик на научно-истражувачката мисла и уметничката работа на младите за резултати постигнати во текот на 2021 година во следните 8 категории: најдобар млад научник во општествени науки, хуманистички науки, природно-математички и техничките науки, медицинските науки, иноватори, млад талент за ученици и ученички од средните училишта, признание за постигнат особен успех и за афирмација на инклузијата за млади со попреченост и најдобар млад уметник. Јавниот повик ги опфаќа сите лица што заклучно со 2021 година навршуваат 35 години, а кои постигнале значајни резултати во соодветната категорија, освен за 6-та категорија млад талент, за кој може да се пријават само ученици и ученички од средните училишта. Атлетскиот клуб Куманово годинава ја заврши како најуспешен клуб. На последниот куп надпревар атлетичарите на Куманово повторно се на врвот. На Купот на Македонија за пионери машка екипа беше доминантен победник. Со овој последен надпревар, кој е вклучен во рангирање за најдобар клуб во младинска категорија, завршивме како првопласирани, односно најуспешен клуб за 2022 година. На овој надпревар беше поставен уште еден нов рекорд на Теа Алексовска во фрлање кладиво со 3 килограми. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Максималната температура се искачи до 22 степени, а минималната беше 10 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време. Дневната температура ќе достигне 23 степени, а утринската ќе биде 11 степени. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.